И гледачи, продолжуваме со подготвените содржини на утрински печат на Слободна ТВ. Пред известно време во оваа програма го имавме членот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, госпоѓата Весна Бендевска, и оваа тема околу дискриминацијата ја отвораме или сакаме да биде актуелна, бидејќи сознанијата укажуваат дека нееднаквоста или дискриминацијата спрема граѓаните привлекува внимание, односно граѓаните се жалат. По тој повод го поканив директорот на Центарот за напредни истражувања, господинот Рубин Земон. Добар ден. Добро утро. Или добро утро. Па да, уште рано почнавме. Рано, да. За вторник како за ден. 2 мај, иако порано Да, славевме. Одевме на пикник. Да прашам, убаво ги поминавте овие 2-3 дена викенд. Па добро, во домашна атмосфера. Не ви се мало јавува да ви се жалат за дискриминација, барем ви оставија 3 дена. Па не мора да се јавуваат, ситуацијата барем со работниците и работничките права е така, знаеме сите така. како е, мислам, не е таа атмосфера што оставевме нели пред Кој што беше 20-30 години, нели. Така е. Се повеќе и повеќе работничките права, нели, се гледаме дека се загрозуваат, им се намалува правото на работниците. Која е таа оцена која на прво кога би ве прашале, би ја издвоиле и би рекле дискриминацијата како појава е најкарактеристична во таа сфера? Па добро, нашата земја, Република Македонија, во секој случај е поделено општество се уште, иако јас бев дел или ја водев таа иницијатива за стратегијата за едно општество, нели, интеркултурализам, која што во суштина имаше за цел да ја намали нееднаквоста, поделеноста во општеството и колку толку се прави се уште евалуација на таа тригодишна стратегија, иако се прави веќе и се заврши првиот драфт на новата стратегија. Тоа што ги имавме резултатите, а тоа го кажува и Комисијата за спречување дискриминацијата, граѓаните тоа што се жалат, е основата поетничката, нели, поетничкиот основ е дискриминација, барем такви се представките, иако не секогаш сите луѓе што имаат дискриминација се жалат или поднесуваат представки или до комисијата или до омбудсманот, меѓутоа тоа што го имаме како извештај од комисијата е етничката, религиозната и после доаѓа политичката. Нели? Иако има и други основи, сега ние како и академска и меѓутоа уште повеќе како невладин сектор од тоа што гледаме на терен, сепак мора да кажеме како нашето општество имаме голема дискриминација по повеќе, па дури и дупла дискриминација, тродупла дискриминација, особено кога станува збор за помалите заедници, жените од помалите заедници, жените од помалите заедници во руралната заедница, да кажеме, така што има и двојна и тројна дискриминација, на која што мало посветуваме внимание. Кога овој период би го поделиле на декади, сметано од 90-тите години, што велат вашите анализи или сознанија на планот на заштита од дискриминација? Дали првата хипотеза ќе биде дека луѓето во 90-тите помалку пријавувале, а степенот на дискриминација се предпоставува дека бил поголем, а денес и покрај тоа што има многу закони и состојби, дискриминацијата е помала во квантум, меѓутоа луѓето се осоколени или луѓето се похрабри па ја пријавуваат повеќе и се добива впечаток дека сега е поголема. Па не, дискриминацијата со векови си постои и ќе постои за жал едукацијата за спречување дискриминацијата кај нас е на ниско ниво и ефективноста на законската, на легислативата исто така е слаба. Ете, например, од сите тие представки што ги добиваме, по извештај колку имаме, од 40 на само 7, така ли, комисијата ги утврди дека постои основна дискриминација и што сега? Има основ и што сега? Значи, на суд... Ке испрати на суд ки оди, укажува, ретко се решава да одат на суд, дали се ги бара после правата, или пак и судот може би да досуди тоа, така што во сушина се тоа завршува на крај на слепа улица.
или кај омбудсманот. Знаете, кај нас и свеста малу за функциите на омбудсманот е многу ниска. Ако ние, на пример, ги земеме европските земји со развиени демократии, или кога омбудсманот ќе даде некој извештај за неправилности во општеството, тој веднаш на некој начин санкционира тоа лице, дали или тоа фирма или компанија санкционирана од општеството. Веднаш има последици, или изолирана во суштина и обележена е че таа фирма или тој дискриминатор. Кај нас напротив, ниту се обележува, ниту од општеството е тоа осудено, ниту пак некој си санкции сносува дискриминаторот, да кажеме, тој што направил дискриминација, тука затајуваме, че не е затворен тој цел круг, да кажеме, така што и луѓето не се толку ни охрабрени. Има една анализа во регионов кој ќе видиме од, да кажеме, Босна, Босна не е, Црна Гора, Србија, Хрватска, нели Албанија, кај нас сепак има најмало број на пријавени, да кажеме, Што говори дека може би нема или луѓето се недоволно храбри да пријават? Знаете, имаше една интересна компарација, од одговор на вашето прашање, колку има семено насилство во Франција и колку имаше во Иран. На времето, да. На времето, знаете, и Франција пријави некаде околу, не знам, 2 милиони случаи во не знам која година беше. А Иран пријави 2. Да сега замислите, каде има? Зато и прашањето беше дека едно е фактичка состојба, а друго е можноста граѓаните да пријават. Кај нас ние сме се слаби, со таа наречена индиректна дискриминација. Значи ова кога се зборуваме се на збор за таа директна дискриминација. Да. Ама таа индиректна дискриминација ние во барем за сега немаме ни метод ни алатка да ја измериме и да ја санкционираме. А мислам дека таа е уште помоćна. Колку специјализираните или оние што се граѓански издруженија, невладин сектор, моćни од една страна и колкав е нивниот број кој што може да испратат порака до јавноста за сериозноста од дискриминацијата, односно да се процесуира одреден случај да го завршат во интерес на жртвата. Па невладини организации се неколку на број кои што помага, поготово при составувањето на представките и така или ги известуваат меѓународните институции, се алармира ситуацијата. Хелсиншки комитет мислам дека тука преовладува барем околу тоа со правните совети што ги дава и услуги и така натаму, меѓутоа сето тоа е мислам е премалу да се покрие целата област, да кажеме, на дискриминација, барем од невладиниот сектор. Другите, да кажеме, организации во внатрешноста, каде што е поголем дискриминација него што е во главниот град, сепак мислам дека нема се доволно капацитети, нема ни човечки ресурси, нема ни финансиски, нема ни, баш кажеме, тоа легислативата не е заокружена. Така што на некој начин и тука сме прилично слаби. Во врска со дискриминацијата спрема одредена категорија луѓе, јас ќе се послужам со созданието од разговорот со Весна Бендевска, која кажа дека во делот на интерсекцијската дискриминација предничи жена од одредена национална припадност, од рурална средина и веројатно постара со повозрасна. Може да биде албанка, може да биде ромка или слично, најчесто земјоделка. Што говорат вашите анализи во тој поглед? Дали може на оваа категорија од населението да се помогне со одредени правни совети во делот на едукација на населението и слично? Знаете, во руралните области многу тешко е да навлезат овие идеи, да кажеме, за еднаквост во општеството, за правата на жената, поготово ако тоа е, пак ќе кажам, во некои затворени заедници, каде што голема улога има и религијата, да не заборавиме и таа работа, каде што и религиозните лидери на некој начин се поавторитетни во тие локални заедници. А сакаат да го одржуваат тоа ниво на подчинетост на жената во домаќинството или во семејството. Тоа нашето општество, пак ќе кажаме, прилично не само поделено, него е прилично да кажеме, многу тешко влегуваат овие идеи на граѓански статус. Значи, ние кога зборуваме за граѓанство и за граѓански статус, токму за ова размислуваме, нека станува збор за граѓани и селани, потреба да го граѓански статус да навлези дека секој граѓанин на нашата земја ги има еднакви права према сите. Има ли тука влијание и воспитувањето на женската популација кога е малолетна и кога потоа станува полнолетна да молчи или да ја прифати таа фактичка состојба и во трет милениум? Тоа не е сега прашање на токму среден така век. со образованието имаме проблем,
Ете, јас доаѓам од Охрид, каде што прилично заедница на египчаните е бројна, меѓутоа она школото што се вика Братство, или во Охрид што се наоѓа таму кај Керџамија, таму имаме прилично голема дискриминација и од самите, да кажеме, наставници, директори и така. И на некој начин тоа школа ќе се претвара, иако беше синоним Југославија на братството и единството, сега се претвара на некој вид на гето. Знаете, и нема голем интерес на самите наставници на тие деца унапред да. А една од најлошите работи во социализацијата на младата популација е да се стават во гето припадниците од помалите заедници и да се изгуби онаа социализација преку општествените игри, спорт, култура, уметност, каде што се познаваат и живеат заедно. Па имаше една дискусија која се сеќавате пред неколку години и за тоа дали да се отвори воопшто туризам на гимназија или да не се отвори. Од една страна гимназија треба за да се дигне степенот на средно образование и квалитетно, меѓутоа друго праша колку да ќе биде квалитетно. Ако ние ромите пак ги ставиме кој гето во средно школо и не се интегрира со мнозинството население, тогаш што добиваме? Така што не се тие, да кажеме, политики, меѓутоа мислам дека светот од образованието. Ние прилично имаме проблем со образованието. Не е само да ете овај концептот што го имаме за образование, е тоа последица на тоа што ние имаме слабо образование. Значи во сите тие тестирања што ги имаше Македонија, ПИСИ, како ги кажете, ние ги покажуваме слаби резултати. Меѓутоа не мора од тоа, ние знаеме од секојдневниот живот дека слаб е квалитетот на образование и не сите, да кажеме, деца имаат еднаков пристап до основното образование. Така што и тука започнува голем и доаѓаме пак на руралните средини, каде што веќе гледаме дека и нема доволен број на ученици по школите. Во една школа, не знам, ги спојува 10 ученици од 4 различни класи, прво, второ, трето, четврто деление, еден учител ги води, тоа се 10, нели? Значи и тука е че на некој начин ја губиме, да кажеме, таа битка да тие децата од руралните области да си го добијат соодветно образование. И тоа после останува на родителите, останува на религиозните, да кажеме, водачи во таа заедница и доаѓаме до повторно тој резултат што имаме сега. Мислите ли дека може со зборот е тој, кампања, описменување, едукација и слично, да се подигне нивото на стекнување права или можноста дека законите во таа форма во која што се им даваат право, еве во случајот на одредени маргинализирани групи, на одредени етнички заедници и во случајов на жената? Па кампањата и гледа последно време и таа веќе опадна. Можеби пред да се донесе законот за спречување дискриминација, прилично имаше добра кампања. Меѓутоа што е проблемот за нашите невладини организации работат исто кампањски, но што работат кога има проект. Ако нема проект, кога тоа не се финансира, тие тешко опстојуваат, нели? И веќе одат во друга област и не ги интересира веќе таа област, така што таа одржлива, да кажеме, на невладини организации кои што треба тоа постојано да прават, ја немаме. И гледаме дека и во таа кампања веќе немаме некои резултати, нема доволен број по медиумите да се кажуваат. Иако имавме некои добри спотови пред, не знам, 4, 5, 10 години, убави спотови по медиумите за спречување таа дискриминација, сега гледаме и тие спотови че ги нема, да се подигне свеста на населението за овие проблеми. Втор фактор што сметам дека треба да се има предвид е довербата во институциите. Сите мерења покажуваат дека довербата во судскиот систем или судската институција е на многу ниско ниво. Меѓутоа, без тој сегмент ние не можеме да дојдеме до еднаквост во правото. Од друга страна, дали довербата во другите институции, да речеме медиумите, ги спомнавте Народен правобранител, Комисијата за спречување дискриминација, и други, барем кај нив јавноста има доверба или високо ниво на доверба за да може да се пожелат или да напишат представка. Па мислам дека институцијата омбудсман прилично е добра, да кажеме, стои, бидејќи по нашето искуство што ги имаме и лично мој, меѓутоа и на околу реагираат веднаш. Или веднаш реагираат со информација до таа институција каде што треба да се реагира и таа барем има професионален кадар. Значи има вработени што се, нели, правници, и може да постапи по представката. Многу по-професионално. Ова во комисијата за дискриминација таму веќе не ги знам кои се вработени, меѓутоа членовите се во главном луѓе од различни сфери, добро е тоа. Кои имаат искуство? Имаат искуство, добро е да има различни сфери, меѓутоа сепак треба да тоа уште повеќе професионализираме,
барем во администрацијата околу колку вработени има во таа комисија, меѓутоа ја мислам дека треба да се повеќе врата, да се повеќе професионализира и во секој случај пак ќе кажам дека можеби треба да се зајакни законодавството да биде поригорозно, нели кога таа комисија за дискриминација ќе донеси решение и одлука дека имаме дискриминација, отворена дискриминација, таа треба да на некој начин да не се остави после на приватни тужби на граѓаните, тоа треба да оди можеби по некој си канален ред да тоа оди до крај во судот. За да може ова пределба и вие што ја говорите и како коментар што ја давате да функционира и да даде резултат, дали сметате дека соработката со државните институции, сега овде мислам на граѓанскиот сектор и на самите државни институции, е еден од факторите што може да се подобри или едноставно дека таа соработка е невозможно да се оствари? Не, па тоа е искуството во европските земји. Ние гледаме дека така наречени јавни сервиси, нели, им се остапува на невладините организации, бидејќи државата не може нормално се да покрие, и им го оставуваат на невладини организации кои се, да кажеме, на некој начин професионални, меѓутоа таму и финансираните организации е ставено е повеќе финансирано од самите граѓани, од донации на граѓаните и така натаму. Кај нас, за жал, тие, пак ќе кажам, невладини организации не се само одржливи, не се финансираат од граѓани, но секогаш ќе каме од некоја фондација тоа се покрие, а добро е тоа да одреден дел на тие, кажеме, јавни сервиси да им се остапат, нели, со договор да невладините организации и да имаат меморандум за работка, да има нормално и контрола на тоа како тие функционираат и на некој начин да вака и се справиме. Како што тоа го правиме или каде се правеше на некој начин со и се уште каде се прави со заштита на животната средина, што исто право на секој човек да живее во здрава животна средина, нели? И тука имаме некој современа дискриминација, нели? И гледам дека некои организации тоа го работат барем на локално ниво. Сакам да направите една споредба врз основа на сознанијата и резултатите со кои располагате. Република Македонија како се котира во однос на дискриминацијата или заштитата на еднаквоста, барем од државите од регионот, или ова анализа што ја имам овде пред мене и се однесува на неколку држави со тоа што е додадена и Албанија. Дали мислите дека овие броеви може да бидат и пониски за Македонија или обратно, може да бидат и повисоки ако пријавуваат граѓаните? Па мислам дека таа анализа се базира на бројот на официјални представки што поднели во која институција што е овластена и нормално наш, пак ќе кажам, бројот што ги имаме ние, нели. Зашто овде по вертикалата е на најниско ниво? Па бројот на пријавени случаи. Значи и свеста, да кажеме, или пак ќе вратиме на тој проблем дека недоволен број имаме пријавени дискриминација во комисијата за спречување на дискриминација или кај омбудсманот, нели е низок, значи и да кажеме и луѓето што се дискриминирани прво не се може да ја препознаат дискриминацијата, може би не. Мислам дека не може да ја препознаат. Нема доволно, пак ќе кажеме, информации, нема кампањи, не знам кај да се обратат. Нели сепак некој да дојде од рурална област, не знам каде, Делчо, да кажеме, Берово, додека тој се прво не знае дека постои комисија за дискриминација, дека постои омбудсман, нели таму и нема канцеларија можеби. Да, и процентот можеби на овие луѓе што ги посочувате ви 30% да се во вкупното население, тоа е 1/3 од населението. Ако се има предвид дека Македонија има 80% од општините со рурален карактер, јасно говори колку е битна едукацијата на населението. Мрежата на институциите, тоа ми е зборов. Значи, ние имаме регионални канцеларии во 5-6 града на омбудсманот, а комисија за дискриминација само во Скопје. Добро, може тие и по интернет да поднесат, така, меѓутоа нема информација како да поднесе тој, нема осознание. Значи, може би треба и ова комисија да се спушти малку на терен, да поработат малку да локално ниво. Со други зборови предлагате дека комисијата би можела да има некакви центри или оделенија во рамките на државата во некои поголеми региони или поголеми општини? Може и тоа, меѓутоа денеска интернетот ни е дигитализацијата, мада во рурална област прашање колку ќе може пристап до интернет. Живиот контакт е сепак подобро решение за добар дел од населението. Меѓутоа едно време мислам че се отвара и тие така наречени канцеларии, нели, народни канцеларии на адвокати, да им помогнат за човекови права, нели, да им помогнат на луѓето да поднесат бесплатни тужби, бесплатни представи таму. Се и тоа го немаме. Нели, едно време прилично има
имаше тоа, така што ако појдете вие денескате, не знам, Германија, Шведска, тоа се уште полза, и кои се тие развини земји, во секој град скоро постојат такви, значи видите вие бесплатна правна помош секаде имате низ Европа. Кај нас таа бесплатна правна помош е некако затаена. Постои клучна за добар дел од населението кои не се финансиски моќни, а се дискриминирани. Па ти секоја сиромашните се најдискриминирани. За крај на овој разговор сакам повторно да го отвориме прашањето за правата на работниците. Дали оваа дискриминација во работниот процес е карактеристична за одредени категории, повторно ќе ги кажеме жени или припаднички или припаднички на одредени етнички групи. Која е причината всушност еден исти модел да се генерира скоро 20 и 30 години на планот на дискриминација? Зарем навистина овие луѓе не можат лично и во рамките на група или одредени институции да побараат заштита? Значи, пак ќе кажам, нашата земја, ако се ватиме и пред 100 и неколку години, ние сме биле феудална земја. Така е. Значи, во отоманската, мада и која доаѓа после кралевините на србите, хрватите. Уште има високо ниво на феудализам. И ние веднаш од феудализам додавме до социализам без таа фаза на капитализам, например, да развиеме. Меѓутоа, тоа е економска причина. Значи, тие собственици на фабрики, не знам што, тие доаѓаат од феудалци, кои што кај нас били во тој наречен чифлигарски или спахерски систем, нели? Таа филозофија за жал веднаш кога се претвори во социализам и потоа дојдовме до најсуров вид на капитализам со независноста, монополистички капитализам, каде што газата е малтене владе со животите на работниците на луѓето. Ние па дури им дозволивме на странските инвеститори, поготово текстилната индустрија, да им дават по 12 часа работно време. Синдикалната организација кај нас прилично слаба, или таа мрежа на синдикални организации кај нас е прилично слаба, заштита на работници е слаба, и тоа тоа е цел комплекс на односи, каде што ние тешко можеме да излеземе од тој, да кажеме, вител или амбис кој што влече надолу, постојано околу загрозување на човекови права, поготово, да кажеме, на жените работнички. Значи, денеска ние имаме најмалку заштитени права на жените работнички, како една жена работи 10-12 часа во фабрика и после доаѓаат пак дома, знаеме дома колку се обврски има една жена и незиниот живот да се претвара во пеколен живот, и тоа е прилично голем проблем. И така што ние мораме овој проблем да решиме со стратегија за спречување на дискриминацијата, нели сега нова до 26 година примица со социјала, меѓутоа со тоа многу мало, пак ќе кажеме, од кампањски, многу мало луѓето се информирани за тоа, многу мало институциите делуваат на спречување на таа работа, и сето тоа нели во некоја безнадежност, нели во поглед на отвореноста или говорење за и медиумите. Значи, кај нас медиумите многу слабо на тоа не работат, сега се фокусирани на некакви вести, дневно политички теми. Дневно политички, на треба и корупција нормално во последно време се почне, меѓутоа кога станува збор за подигање на свеста, многу малку, не само вестите, ние многу малку документарни емисии веќе имаме образовни, нели, по медиумите, за да се образуваат луѓето од научните работи. Ќе почнам да мислам дека имате некоја дарба да читате мисли. Токму тоа ми беше прашањето дека во изминатиот период во контекст на темава за која говориме, во разговор со министрите Николовски и Тренчевска говоревме за правата на жената од руралната средина и особено за жената која е мајка, односно е бремена, и стекнувањето на правото за трудничко боледување. Она што беше сознание во разговорите со нив и го отворија како прашање тоа што Министерството за земјоделие одвојува средства од својот буџет, значи програма за заштита на овие жени и некоја сума која им ја дава. Меѓутоа не е системско решение. И во разговорот со Весна Бендевска и со министерката Тренчевска беше јасно дека државата, во случајот Македонија, мора да ги промени законите и мора овие измени да одат во законот за здравствено осигурување, потоа во законот за работни односи и така натаму. Прашањето до вас всушност гласи вака: ние како медиуми сме можеби немоćни преку една или 3 емисии да направиме. Меѓутоа, веројатно, граѓанскиот сектор, доколку биде отворен
да гостува и да го отвори прашањето во медиумите, можеби и медиумите ќе покажат разбирање за таа тема. Да, во секој случај. И таа соработка меѓу граѓанскиот сектор и медиумите е затајува. Повторно се враќање на проблемот на парите, нели медиумите викаат на граѓански организации, вие барате фондации, па платите емисија за да го презентирате тој проблем и тоа е пак зачаран круг. Затоа што ако забележавте, овие тројца соговорници што биле на Слободна ТВ се всушност представници на државата, избрани функционери. Да. А вие сте првиот или еден од ретките што ја прифати поканата да гостува и да говориме за темата за дискриминација, меѓутоа произлегува дека бројот на мотивирани личности да говорат за темата е многу мал. Од граѓанскиот сектор зборам. Па, добро, има и тие што се мали може да дојат, барем 100 души ќе дојат. Тоа сакам да кажам, затоа што тие кога би го отвориле проблемот и кога навистина тој би дошол во јавноста да има таква карактеристика, би сакал да бидам оптимист или не сакам да верувам дека државните институции или надлежните не би го отвориле тоа прашање и да го проверат. Па не, мислам дека постојат доста активисти кои што подолго време го работат ова. Ја барем знам ова е порака до нив фактично. Да, десетина најмалку знам што работат активизам, барем 20 години работат на ова проблематика и мислам дека можете и да ги поканите да зборува. Јас сепак доаѓам и од академска сфера и политичар сум и невладина организација, дека што го зборуваме микс, не е чисто невладина организација и потоа што ја во последно време многу малку имам си бавено со невладиниот сектор. Меѓутоа, работите ги следиме. Нели, ги следиме. Меѓутоа, има голем број на активисти, поготово од ромската заедница, од жените кои работат на оваа проблематика. Од жените кои што се бават на рулон, така што мислам дека можете да ги поканите и да се повеќе се разработува за тие. Пак ќе кажам, свеста е, подигање на свеста е мислам дека и клучна клучна е перцепцијата што ќе ја добие гледачот кога го слуша оној кој го работи ова прашање од аспект на граѓанскиот сектор во споредба од представникот на државниот орган. Поддржање на орган треба само да постапува, да го шити закон и да постапува по закон, значи. Така е. Нема што, меѓутоа подигање на свеста сепак треба да се остави на граѓанските организации, на медиумите и да на некој начин допринесеме да се подобри ситуацијата која што е трагична. Господин Земан, благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости на Слободна ТВ. Останува да бидеме во контакт и доколку и вие можете да иницирате одредена тема поврзана со дискриминацијата или со правата за еднаквост на граѓаните, отворени сме за соработка и да се изнесат на виделина фактите. Не, пак ќе посетам сега можете да видите и господинот Алџовски Роберт, нели тој стратегијата за едно општество се се вика приход за социјална кохезија. Значи кохезијата исто влегува прилично е битна работа за да се направи која се равноправност во општеството. И имаме сега некои нови идеи како таа стратегија продолжи и мислам дека и тој може да даде доволен број на инпути околу оваа тема. Ви благодарам многу што благодарам на вас. Почитувани гледачи, беше ова директорот за напредни истражувања, господинот Рубин Земан, со кого разговаравме за дискриминацијата и за можностите од нејзино спречување. Продолжуваме со рекламен блок.